Дали собранискиот спикер Талат Џафери и председателот Ѓорѓе Иванов трампале пратенички имунитет во замена за началник во АРМА? Ова прашање го отвори во јавноста пратеникот Мухамед Зекири од СДСМ, кој во вчерашното гостување во отвореното студио на 1 ТВ изрази сомнеш дека Џафери имал договор со Иванов за да се задржи имунитетот за Трајко Велјановски, нагласувајќи дека шефот на државата уште утредента по прекинувањето на седницата за имунитетот потпишал указ со кој го унапредил фаворитот на Талат Џафери на позиција генерал. Он унапредува во генерал човек кој што бил фаворит на Талат Џафери. Се сомневаш дека му направиле вратка еден на друг? Он до сега одбиваше да го потпише. Аха. Ѓорѓе Иванов. Указа за тој човек. Иако во игра биле и повеќе луѓе. Од кабинетот на Иванов за ваквите тврдења на Зекири по СМС порака кратко ни одговорија: не коментираме шпекулации и небулозни изјави. Но предизборни унапредувања во армијата со подпис од шефот на државата постојат. Објавени се во службен весник пред 2 дена на 26 февруари. Меѓу нив се наоѓа името на полковникот Бесник Емини, кој со указ потпишан од Иванов е именуван за началник на штаб во Здружена оперативна команда. Извори на 1 ТВ ја потврдуваат информацијата на пратеникот Зекири за блискоста на собранискиот спикер со полковникот Емини, иако за нивната поврзаност и можниот договор меѓу Џафери и Иванов денеска не добивме никаков одговор од првиот човек на законодавниот дом. Дополнително, иако од кабинетот на Иванов не сакаа да го коментираат овој случај, за независен весник вчера изјавила дека указите што се објавени во службен весник биле донесени на предлог на Министерството за одбрана и генерал штабот на АРМА согласно нивните надлежности. Од Министерството за одбрана категорично ги отфрлаат ваквите тврдења. Реагираат дека согласно изборниот законник во време на распишани избори се предвидуваат ограничувања во однос на нови вработувања во државни и во јавни институции, односно Иванов во овој момент не може да потпишува унапредувања. Единствен предлог на Министерството за одбрана беше именувањето на одбранбен аташе на земјава во Париз. Предлогот беше доставен уште пред распишувањето на изборите, односно пред 2 месеци. Министерството за одбрана го почитува изборниот законник. По отворањето на прашањето за можен договор Џафери Иванов, очигледно дека зад спорната седница за одземање на пратеничкиот имунитет на Велјановски се кријат и поголеми политички игри и сценарија, кои допрва ќе излегуваат на виделина.